Добро вечер. Дневник на Канал Плюс телевизија. Во истиот ќе имате можност да проследите кој настани го одбележа овој 22 јуни. Останете со нас и по кратката најава за дел од главните настани на денот. Денес и утре полуматурантите се пријавуваат за упис во средните училишта. Стручните училишта се почест избор за средно образование. Собствениците на диво изградени објекти нема да имаат имотен лист, а рушењето е повеќе од известно. Штип е прв на истокот по бројот на дивоградби. Промовирани се нови 20 наслови од едицијата Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа. Од планираните 366 дела, до сега отпечатени се 50 наслови. Денес и утре е првото пријавување во јунскиот уписен рок во јавните средни училишта за учебната 2015-2016 година. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени задутре. Средните училишта на истокот располагаат со 3128 слободни места. Почна запишувањето на полуматурантите во средно образование кое е задолжително во Македонија. Денес и утре е првото пријавување во првиот јунски уписен рок за учебната 2015-2016 година. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени во среда. Електротехничката струка ќе има 4 паралелки во 4-годишно образование и една од 3-годишно образование. Машинската струка ќе имаме 2 4-годишно и 2 3-годишно образование. Туристичко-угостителската една 3-годишно образование и спортската академија на ниво на спортска гимназија 4-годишно образование, значи една паралел. Интересот е подеднаков, малку доминира техничка за компјутерска техника и автоматика, доминира таму бидејќи знаеме дека информатиката е иднина, односно двигател во иднината. Задоволни сме од одзивот, очекуваме дека во наредниот период ќе дојдат уште повеќе ученици, бидејќи гимназијата е едно од најдобрите училишта кои што може да им понуди вистинско и добро образование. Конкурсот е распишен за 12 паралелки во 3 струки или по струки ако сакате да ги повторам бројките, значи тоа се 60 ученици пријавени во машинската струка, 45 ученика пријавени во сообраќајната струка и 100 ученика во електротехничката струка. Денес вратите на училиштето Ванчо Прекавиница се отворени за новите 9 одделенци од општинските основни училишта и од соседните општини. Вкупно имаме 36 слободни места, од кои 170 во гимназиско во 5 паралелки распоредени, потоа имаме во текстилно-кожарската 2 паралелки по 34 ученици, од кои текстилен компјутерски оператор со 4 степен една паралелка со 34 ученици, текстилен конфекционер исто една паралелка со 34 ученици со 3-годишно образование, потоа машинската струка, машински техничар е отворена, има слободни места 34, значи една паралелка и оваа година стартува за прв пат автосообраќајната струка за насока за патен сообраќај со 34 ученици. Денешната одлука игра голема улога во изборот на идната професија. Гимназија Славчо Семенски. Зошто токму гимназија? Бидејќи е општо и бидејќи не сум определена кој смер сакам да продолжам за факултет. Ќе запишам електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Информатика. Зошто токму информатика? Па не знам, затоа што сметам дека иднината е во информатиката. Дојдеме да запишеме со керкичката. Електротехничар сакала да учи за ПТТ. Па да си проба среќата. Го поддржувате нејзиниот избор? Поддржуваме, тоа е нивен избор и сепак секој родител треба да се гордее со детето што сака да изучи. Првиот ден од првиот упис покажа дека најголем интерес има во средните стручни училишта, односно најмногу пријави денес добиле средните стручни училишта Колен Ехтенин и Јане Сандански. Од средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев годинава се надеваат на поголем интерес од учениците со помал просек. Вториот уписен рок е на 29 и 30 јуни, а резултатите ќе бидат објавени на 1 јули. Третиот уписен рок е на 24 август, а училиштето што нема да ја пополнат квотата ќе може да запишуваат ученици до 27 август.
Нови 20 наслови од едицијата Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа беа промовирани на третата промоција од почетокот на овој проект, во кој се планирани 366, а досега преведени и отпечатени се 50 наслови. Денес промовирани 20 нови книги од едицијата Врвови на светската филозофија, историја, психологија и психоанализа, преведени на македонски јазик. На овој начин Македонија целосно се отвора за светската, односно западната научна мисла, нешто што не беше случај досега, истакна на промоцијата премиерот Никола Груевски. Покрај ова, мошне значајно е што при преводот се застапува македонската терминологија, наместо странцизмите, рече во своето обраќање академик професор доктор Витомир Митевски. Именно ние долго, можеби и предолго време, користевме така наречена интернационална лексика, кога станува збор во философијата особено, но и во психологија и така натаму. Тоа интернационална значи употреба на латинизми, на грцизми и на некои други странски зборови, толку многу во толку голема мера, што едвајќи го препознаевте говорникот дека зборува македонски. Овдека, уште во самиот почеток, и преведувачите се трудија, но и редакторите ние донесовме начела според кои мора да се трудиме да внесеме македонска терминологија. Преку оваа едиција македонската и стручната јавност и студентите добиваат уникатна можност за користење на богата продукција на дела создадени во рамките на научната дејност на најреномираните британски, американски и германски универзитети, подлече министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска. Ова се дела кои извршиле пресудно влијание врз развојот на психолошката, историската и филозофската мисла во секој сегмент на незиниот развој и од тука тие ќе имаат клучно влијание врз натамошниот развој на македонската наука, култура и високо образование. Особено важно е да се напомене дека оваа едиција има уште една многу значајна придобивка, а тоа е афирмацијата на македонскиот јазик и неговиот лингвистички потенцијал за артикулација на најсложените нијанси на мислата и незиното толковно значење. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Македонија во текот на минатата година регистрирани се над 1000 бесправно изградени објекти, околу 200 се објекти за домување, 176 се доградби и надградби. Во најголем број дивоградбите се во приватна сопственост. Штипе општина со најголем број дивоградби на истокот, а високо котира и на државно ниво. Според податоците на Државниот завод за статистика, за 2014 година регистрирани се 1075 бесправно изградени објекти на ниво на цела држава. На источниот регион Штипе со најголем број на регистрирани дивоградби и тоа со бројка од 49, по Штипе Виница со 24 бесправни објекти, Кучани со 19, Дилчево 12, Македонска Каменица 11 дивоградби, Пробиштип со 9, Берово со 7, Пехчево 4 и општина Зрновци 1 изграден бесправен објект. Откако стапи на сила законот за легализација, бесправната изградба на објекти се санкционира, но сепак се продолжува со нелегална градба. Уште од почетокот на мандатот на градоначалникот Захариев во 2013 година беше објавен јавен апел до сите граѓани на Штип, посебно оние кои што градат, дека со доаѓањето на секоја градежна сезона треба да се ги подготват сите документи, значи вклучително и градежна дозвола за своите градби. Меѓутоа очигледно дека одредени субјекти продолжуваат со нелегална градба, најверојатно мислејќи дека на тој начин можат да ја измамат и локалната самоуправа и државата. Меѓутоа се лажат, бидејќи како и да е, тие не може да добијат имотен лист за оваа нивна дивоградба како прва работа, а како второ не може да спијат мирно, бидејќи во секој момент нивниот објект може да биде срушен. При избор на фирма преку тендерска постапка нелегално изградените објекти ќе бидат срушени, а со самото тоа лицата кои не го почитуваат законот самите на себе си дополнуваат поголем трошок, бидејќи покрај загубената материјална вредност, тие се должни да ја платат фирмата која ќе им го руши објектот. Апелираме до сите граѓани, оние кои што градат, да повелат во општината, да ги следат законските процедури, да ги набават сите градежни дозволи. Денес не е воопшто тешко, бидејќи најголемиот дел од целата постапка се води и на интернет преку овластени представници, што значи дека многу е олеснето, така што и сумите за градежно одобрение се намалени, што значи дека можат целата процедура на легален начин да ја истераат и да бидат мирни, дека нивниот објект е легализиран, да добијат имотен лист и со тоа да го остават на следните генерации. Вака само ризикуваат дека објектот може да им биде срушен во секое време. Според видот најчесто се прават објекти за домување, помошни објекти и доградба на тераси.
Штипјани се покажаа како лесни за измама, но и подготвени со подкуп да си ги обезбедуваат работата, пензиите, становите, па дури и возачките дозволи. Проби Штипјанец измамил неколкуми на Штипјани, заработил 3300 евра, но фатен од полицијата и лишен од слобода. Кривична против Проби Штипјанец кој измами неколкуми на Штипјани. Тој со лажно прикажување на факти ги мамел дека е добар познаник со високи политички и владени функционери и покрај така наречените врски ки им помогне при добивање на социјални станови, возачки дозволи и инвалидски пензии. Секторот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство Штип поднесе кривична пријава против 24 годишен Проби Штипјанец поради постоење на основано сомнение дека сторил продолжено кривично дело измама. Пријавениот во временскиот период од август 2014 година до февруари годинава со намера за себе да прибави противправна имотна корист, со лажно прикажување на фактите, довел во заблуда неколку граѓани од Штип. Тој наплаќал разни тарифи во зависност од побараната услуга и мамејќи ги граѓаните, тој заработил вкупно 3300 евра. Ова не е прв случај од ваков тип на измама во регионот. Пред 2 години Штипјанец измами повеќе граѓани од Штип за неколку пати поголема сума, ветувајќи им вработување и купување на социјални станови. За кривичното дело измама пријавениот е осуден. Последниот случај на измама се покажа дека граѓаните сакаат на брз и лековерен начин да ја постигнат својата цел, што ги прави одговорни за измамата исто колку и измамникот. Планината Голак доби едукативна пешачка патека на која се поставени информативни табли за запознавање прецие на децата со биолошката разновидност и природните богатства во Брегалничкиот регион. Планината Голак во Делчево деновиве доби едукативна патека, уредена и обележена со информативни табли. Под мотото Патеката на Петко и шумските жители, викендов Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО во соработка со општина Делчево успешно ја уредија патеката како дел од проектот Еколошко образование и зачувување на природата во Брегалничкиот регион. Организиравме патека за деца, едукативна патека за деца. Како што може да видите, таа се вика Патеката на Петко и шумските жители. Петко е кученцето кое сите дечиња го знаат од емисијата 5+. А инаку идејата за оваа патека дојде од организацијата ОХО, која го спроведува проектот преку програмата за зачувување на природата, која е спонзорирана од страната на швајцарската влада, односно швајцарската агенција за соработка, и спроведено од страна на Фармахем. А инаку имено за таблата имаме 4 видови на табли, информативни табли. Значи едните се за видови на инсекти на Голак, другите се за шумски плодови, за животни и за дрвја. И имаме некои интересни моменти низ патеката, како што се ксилофон, како што е хотел за инсекти, хранилки, трупци за одење и така натаму. Тоа се некои моменти едукативни со забавен карактер. Тука ние таблите ги поставивме за срна, за дива свиња, за верверичка и за лисица. Покрај уредувањето на патеката викендов со убавините на воздушната бања Голак со разновидниот растителен и животински свет се запознаа учениците од Брегалничкиот регион. Покрај патеката ние организиравме тука и екокамп на кој децата може да се запознаат со разните видови растителни и животински на планината Голак. Беа 25 деца од 5 различни градови од Брегалничкиот регион. Имавме дечиња од Проби Штип, дечиња од Виничко село Блатец, имавме од Кочани. Шумите на планината Голак се составени од различни видови листопадни и глолисни дрвја. Доколку се посети планината Голак во следните 1803 чекори, движејќи се по патеката на Петко и шумските жители, секој ќе има можност да се запознае со биолошката разновидност на оваа планина. На тема превенција и заштита од пожари, денес во Кочани градоначалникот Радко Димитровски имаше состанок со надлежните институции. Потребно е поголемо внимание при палењето на страништата. Ова е апелот кој беше упатен од состанокот. На иницијатива на градоначалникот Радко Димитровски денеска во салата за состаноци на општина Кочани се одржа состанок со надлежните институции на тема превенција и заштита од пожари. На состанокот присуствуваа представници од територијалната противпожарна единица, Македонски шуми, инспектори за земјоделство и дирекцијата за заштита и спасување, како и од шумската полиција.
Имајќи во предвид дека досегашните состаноци кои што ги имавме во претходните години доста допринесоа за намалување на бројот на пожари, сметам дека и денешниот состанок ќе допринесе околу тоа. Заклучоците кои што ги донесовме се слични на поранешните, а тоа е да ги обновиме и да ги поставиме сите табли кои што се застарени и кои што се уништени за спречување, односно за забрана за палење на оган на отворено место. Понатаму, благодарение на ова ново возило кое што го доби општина Кочани, ќе правиме почести инспекции, контроли заеднички помеѓу составена од пожарникар, полицаец и инспектор, кои што ќе го обиколуваат теренот и ќе укажуваат на несовесните наши сограѓани дека не е дозволено палење на оган на отворено место. Ќе продолжиме со обезбедување на летоци и плакати кои што ќе бидат делени на сите места во општината Кочани. Командирот на територијалната противпожарна единица на Кочани Дијан Арсов истакна дека бројот на регистрирани пожари оваа година е за 50% помал за разлика од претходната. Територијалната противпожарна единица број намалување на бројот на интервенциите во овој период. Значи, ако претходната година имавме околу 69 интервенции на отворен простор, оваа година имаме намалување на тој број околу 39 излегуваат. Така да може би радува фактот што како резултат на постојаните вакви состаноци, но и честите апели што ги спраќаме преку медиумите до граѓаните вредуваат со плод. Една од заложбите што имаме ние како противпожарна единица е во континуитет заедно со полициска станица Кочани и Министерство за земјоделие да ги спроведуваме овие контроли што ги имаме на терен веќе претходните години кои што ги поведовме и кои што вродија со резултат, но и како надополнување на сето она што истински градоначалникот е дека се планира еден состанок заедно со председателите на местните заедници, особено во Рицко-планинското подрачје, каде што имаме неголема опасност од појава на пожари на отворен простор, поготово на шумските површини. Со зголемување на температурите, чести се случаевите да имаме доста развиженост во шумските подрачја, поготово во текот на викендите, да се внимава со секој излегување на отворен простор, да се внимава со секој палење, затоа што и најмала искра може да представува опасност за појава на пожари на отворен простор. Надлежните апелираат до сите граѓани на општината, а посебно до земјоделците да внимаваат при палењето на стрмништа, бидејќи за секој прекршок има одредено парична казна, а надлежните се постојано на терен и вршат увид на низинските и планинските места. Представници на 16 млади компании, чии проекти беа избрани на првиот конкурс за конфинансирани грантови на стартап и спин-офф предпријатија и иновации, распишан од Фондот за иновации и технолошки развој, денес ги подпишаа договорите со Фондот за нивна реализација во вкупна вредност од 458.700 евра. Развојот на иновативниот и предприемачки дух во Македонија е процес кој треба интензивно да се помага и поттикнува, а процесот е од големо значење за многу развојни сегменти во нашата држава, истакна премиерот Груевски. Дури денес, кога процентот на млади луѓе кои запишуваат и завршуваат високо образование е далеку повисок отколку пред 20 или 30 години, се уште духот на пасивната индивидуа е далеку подоминантен отколку духот на активната индивидуа. Се уште е широко распространета филозофијата дека најважна е дипломата, а државата е таа која треба да најде соодветно вработување за таа диплома. Без будење на креацијата кај младите луѓе, како самите да заработат, како да направат бизнис, како да се самовработат, како да отворат своја фирма, своја компанија, да креираат идеи за бизнис, идеи за трговија, идеи за производство, идеи за маркетинг или некои иновации во било која област или слично. Кај повеќето млади луѓе има обновен креативен потенцијал, но воспитанието и менталитетот на пасивната индивидуа се уште е ограничувачки елемент кај многу луѓе. Како резултат на првичната работа на Фондот за иновации и технолошки развој и првиот повик за финансирање на ново основани микро
мали и средни компании. Денес со задоволство ги доделуваме првите договори за финансирање на проекти на 16 млади компании од Република Македонија. Дозволете да искористам оваа прилика и да ви честитам за проектите со кои сте аплицирале. Вашите идеи се одличен пример дека Македонија располага со мокни умови, храбри луѓе и со силна база на креативен и иновативен потенцијал. Се надевам дека со овој оглас преку Фондот за иновации и технолошки развој ја развижуваме оваа база. За подршка на вашите идеи, спроведување, доусовршување и маркетинг на вашите решенија, владата во рамките на овој повеќе ќе издвои околу 450.000 евра. До крајот на оваа година планирано е преку Фондот за иновации и технолошки развој да се распише уште еден повик, а вкупниот буџет за подршка за оваа 2015 година изнесува 2.280.000 евра. Старо нов градоначалник на единствената македонска општина во Албанија е Едмон Темелко, кому ова му е трет мандат на функцијата. Темелко беше кандидат на единствената партија на македонците, Македонска алијанса за европска интеграција. Советнички места очекуваат во повеќе општини. Со своји листи за советници партијата учествуваше во 16 од вкупно 61 општина. Уште две лица починаа во Јужна Кореја од блискоисточниот респираторен синдром МЕРС, со што вкупниот број на починатите е 27 лица. Вакцина против овој вирус не постои. Во светот, според Светската здравствена организација, до 16 јуни се регистрирани 1321 случаи на зараза. До сега се починати над 450 лица. Чилијанските власти денеска прогласија вонредна еколошка ситуација во престолнината Сантјаго и во регионот околу него. Над 900 фабрики привремено ќе се затворат, а издадена е забрана за движење по улиците за околу 40% од вкупно 1,7 милиони автомобили во Сантјаго. Жителите на чилијанската престолнина се советувани да не се движат на отворено. Мерката е воведена во моментот кога земјата е домакин на континенталното фудбалско првенство на Јужна Америка, Копа Америка. Едно лице почина, а над 80 се повредени во тешка сообраќајна несреќа која се случи утро во околу 4 часот и 10 минути кај Бубањ поток, кога автобусот се превртел. 5 мина пациенти се примени на оделението за реанимација на клиничкиот центар, а 13 деца се испратени во детската болница. Несреќата се случила на автопатот Ниш-Белград, кога автобусот ја пробил металната ограда и излетал од патот. На денешниот совет за надворешни работи на Европската Унија, што ќе се одржи во Луксембург, ќе се разговара за ситуацијата во Република Македонија. Според агендата, шефовите на дипломатиите на земјите од Европската Унија за нашата земја ќе разговараат со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Унијата. Заклучоците што ќе ги донесе Советот на Европската Унија овој четврток и петок ќе бидат усвоени од шефовите на државите и на владите на земјите членки на Европската Унија на самитот на Европскиот совет. Седумдесет пензионери од источниот регион беа дел од 20-тите поред пензионерски спортски игри, кои се одржаа на 12 јуни во Струмичко Новосело. На 20-тите јубилејни спортски пензионерски игри, пензионерите од источниот регион се надпреваруваа во 13 дисциплини, од кои во 12 освоија први места. Денеска сме собрани тука со сите пензионери спортисти кои учествуваа на 20 јубилејни, 20 јубилејни регионални спортски игри, каде што постигнаа во нашиот регион седми, постигнаа доста резултати, односно сме прво место во регионот и тоа заслужува едно големо внимание да и направиме ние денеска на пензионерите и ние руководството со нив заедно да прославиме и со вас со телевизиите, што мислам дека е многу важно, бидејќи без вас малку ќе бидеме рекламирани. Овие игри се во функција на здравието и рекреацијата на пензионерите,
кои што велат дека спортот пред се за нив е здравие, а со овие игри, она што е важно е дружбата помеѓу нив. Прв пат учествувам на јаже влечење и освоивме прво место и многу е добро дружењето и да одеш да тренираш со пензионерите и спортот е здравие, немаш проблеми друго што да мислиш, супер беше се најдобро и освоиме прво место. Прво место поединечно и групно, али со сета захвалност на претседателот и на нашиот тренер Никола Белјански, кој седи од труд и сета организација што ни е посвети на нас да успееме, тоа е се од него. Надпревар теглење на јаже на жени, земаме прво место. Надпревар имаме со Ново село, Радовиш. И секогаш кога одеме на надпревари, секогаш сме први. Надпреварувам се 12 години. Не паметам едни регионални надпревари да не сме победиле. Работам со пензионерите веќе 10-11 години. Иначе оваа година освоивме највеќе од 21 први места што се десува, бидејќи машки се 11 дисциплини, жените се 10 дисциплини. Од тие 11 од 21 дисциплина ние освоивме 12 први места. Со одличните спортски резултати, пензионерите од Штип и Источниот регион ќе учествуваат и на републичките спортски игри кои ќе се одржат на 5 септември во Скопје. Дваесет и девет основци се запиша во спортската академија во средното училиште Колен Ехтенин во Штип. Покрај останатите паралелки во кои може да се запишат сите основци во средното општинско училиште Колен Ехтенин, втора година поред постои спортската паралелка, односно спортската академија. Селектирањето беше минатиот месец, а беа пријавени 60 ученици. Втора година, прва година значи помина, беа запишени 24 ученика, можноста за запишување е 34 ученика. Дозволата за запишување во овие паралелки оди исклучува преку Фудбалска федерација, бидејќи станува збор за спортска паралелка фудбал. Фудбалска федерација на Македонија од 1.9.2015 година ја зима целосно ингеренцијата над оваа академија и максималниот број значи 34 ученика. Начинот на примање на учениците е преку селекција која се одвиваше во два периода. Едниот период беше, едниот селективен дел беше во април месец, а другиот беше во мај месец. Моментално, значи, втора година сега се запишуваат учениците во прва година, значи, али втора година поред, се запишуваат можниот број за запишување 34 до сега, значи, со одобрение, со потврда од Фудбалска федерација имаме само за 29 ученика. Само да напоменам дека некаде околу 6 ученика беа на тестирање, али само 29 ги задоволија критериумите на ФФМ. Поради големата заинтересираност на учениците и нивните родители за запишување во спортската академија, од новата учебна 2015-2016 година за спортската академија, отворени се дисперзирани паралелки во 7 општини низ Македонија, и тоа Штип, Велес, Гостивар, Охрид, Прилеп, Струмица и Битола. Инаку учениците спортисти во спортската академија исто така ќе бидат дел од процесот на државна матура и ќе може да одлучуваат дали ќе полагаат државна или училишна матура. Спортската паралелка функционира одлично со добро постигнати резултати. Минатата година учениците спортисти учествуваа во државното првенство во фудбал во спортските академии и се најдоа на третата позиција. Со овие презентирани содржини го завршуваме и ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.